болно кога на детето треба да му кажеш не е пристапно и не можеш да одиш таму. Не знам како да доловам, што значи тоа. На патот кон училиште Дени ја користи пристапната рампа, а со учениците најчесто скалите. А како е внатре? Со учениците немам замерку, навистина се многу добри другари, ми помагаат, се дружиме. Но надвор ја чекаат бетонски бариери од сите страни. Дали 1% од тротоарите каде што се движиме се слеани во ниво со самата улица. Некогаш дури и се откажуваме од прошетка надвор ако сме премногу уморни за да можеме да ги совладеме сите тротоари кои што треба да се искачат, спуштат. Кај тази реконструирани улици е во ред, но во строгиот центар на градот речиси на секој чекор останува старата болка. Од град Скопје велат дека се работи на случајот. Градот направи детекција на сите точки каде е неопходно слевање на рамници за подобрена пристапност. На сите улици и булевари, кои се под градска надлежност, при нивна реконструкција во изминатата година, истите се прилагодуваат, додека за оние кои не се предвидени за реконструкција, со акцијски план се делува за обезбедување пристапност. Но тоа трае со години, забележуваат родителите. Вакви проблеми имаат и Марија и незината мајка Оливера, но и други семејства кои неодамна се сретнаа на првата хуманитарна инклузивна штафетна трка во градскиот парк. Проблемот со пристапноста повлекува и повеќе други маки. Кичмата страда многу и колената. Ние секогаш ги спомнуваме кичмите како ударно место каде што не боли, меѓутоа и колената тивко страдаат и потоа целото тело откажува заради непристапноста. Мака мачат и со јавниот превоз. Иако автобусите се прилагодени, тротоарите не се прилагодени. За жал имаме и возачи кои немаат емпатија, кои сенсот за овие лица го немаат, подалеку се паркираат од тротоарот, па не можеме да се качиме. Од град Скопје вела дека рампите во автобусите се проверуваат на 15 дена за да бидат секогаш функционални, но и дека функционираат и комбињата. Градот Скопје располага со 7 комбиња за лица со попреченост, а дополнително ЈСП Скопје има комби и автобус со посебна намена за превоз на ученици со попреченост и истите се во функција. Мајката тврди дека во пракса не е баш така. Многу често наидуваме на објаснување дека не можеме да добиеме превоз следниот ден, бидејќи ги закажуваме ден претходно, затоа што повеќето од комбињата се расипани. Родителите веруваат дека точно би можеле на надлежните да им ги посочат најкритичните точки во градот, но ги прашували некој? Воопшто никој не контактирал, нити не прашал од институциите како се движиме низ градот и дали имаме потешкоти во самото движење од оваа причина. Никој. Некогаш изгледа како на децата да им останува единствено да се помират со реалноста. Ја прифаќа ситуацијата, не може да се победи општеството. Иако изгледам помирено, сепак покажувам и укажувам каде е проблемот. Додека можеме ќе ја криваме и носиме, меѓутоа не сме и ние супермени, едноставно не може, таа е силата. Им останува да се надеваат дека што поскоро ќе гледаат повеќе решенија отколку бариери.